Господине Джафери, почитувани колеги пратеници, почитуван колега Стеван Анджија, ова тема околу мигранти мислам дека треба веќе да се затвори и да ги почекаме одговорите од владата. Аеродромци Скопјани чекаат одговор каде и на кои места ќе се градат тие мигрантски насели. Одам на неколку работи кои што ги апострофирате во вашиот говор за делот од образованието, за инвестициите во образованието и ќе се надоврзам таму каде што заврши господинот Мицецки. Граѓаните на Република Македонија за само 70 дена веќе можат повторно, како пред 10 години, да направат разлика помеѓу две филозофии на владење. Филозофија на владење на ВМРО-ДПМН и филозофија на владење на СДСМ. Конкретно во областа на образованието. За само 60 дена веднаш одлука за кратење на 56 милиони денари инвестиции во образованието. И така, меѓу другите училишта и училиштето кое што се наоѓа во близина каде што јас живеам, тоа е училиштето Лазо Ангеловски, и оваа година ќе остане без реконструкција и реновирање на покривот кој што е меѓу другото азбесен покрив. Значи, ако се понадева учениците и родителите и наставниците дека ќе работат и творат во училиште во кое што кровот ќе биде оваа година реконструиран и заменет, еве министерката Десковска за тоа се погрижи и тие 56 милиона евра ги скрати и 56 милиони денари ги скрати и со тоа учениците во многу градови и во многу училишта во Република Македонија останаа без потребните реконструкции. Не се. Еве обратен пример како владее ВМРО-ДПМН. Само во текот на вчерашниот ден можевте да забележите сите, почитувани граѓани на Скопје, дека господинот градоначалник Коце Трајановски, како и секоја година од неговиот избор од 2009 година навака, има пари секогаш апсолутно за сите средни училишта во град Скопје. Еве и оваа година обезбедени се и покрај сите шкоти 27 милиони евра и ќе се реконструираат и училишта во кои што учат македонци, но ќе се реконструираат и училишта во... Напуштија говорницата. Напуштија говорницата, колега. Почитуван Стеван Анджија, според господинот Джафери треба да се вратам да зборувам за господинот Марко Зврлевски. Мојот став е идентичен уште пред 12 дена. Дека расправата за Зврлевски во моментот е надвор од изборниот законник. Изборниот законник вели дека ние овдека расправаме нелегитимно и незаконски. Така да овие моменти, како што вие самите кажавте, ги користиме, бидејќи говорницата собранинска е единствениот начин да дојдеме, да допреме до граѓаните на Република Македонија и да ја осветлеме што е она што се расправа и што се случува во Република Македонија.